Еве минути за првиот разговор во студиото. Мојот денешен соговорник е Љупче Трајчев, познат Бубе, познат многу на Facebook. Добро утро и добро не дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата и за ова рано будење, да го осетиме денот. Па добро, вие сте наш колега, знаете кои се искуствата кога рано наутро се станува и како велат рано денот да се почне со убави нешто, со работа. Секако, поготово летниот период, практикувам многу порано да станам и да го искористам денот онака како што треба. Навистина со многу работи се занимавате. Од аспект на алтернативна медицина, би сакала да го искористиме вашето присуство утрово и ќе зборуваме за вистина подготвувате природни масла за сончење, летен период е, и вие предходно ми споменавте, па јас веќе 18 години природно, односно рачно си ги подготвувам сите тие природни масла и ајде, што ќе ни препорачаш? Веќе донесе во студиото еден коктел, можам да кажам. Па може така да се каже, коктел од масла. Содржи 5 масла кои што според моите долгогодишни експериментирања со повеќе масла, направен ова, еве да го наречеме коктел од масла за сончење, затоа што ги содржи сите потребни состојки, оние кои што се битни за нашата кожа да остане во состојбата во која што треба да биде нахранета, да биде негувана и да биде заштитена од сонцето. А знаеме кога топлината е голема и кога UV зрачењето е малку поголемо од нормалното кое што може да го прими нашата кожа, ни треба соодветна заштита, да. Меѓутоа, јас не се сложувам баш со да речеме со ова општата наша медицина дека UV зрачењето е штетно, UV зрачењето е корисно, меѓутоа треба да знае правилно да се употреби. Она што се прави последниве неколку месеци во 2 клиники, например, можам да напоменам, е значи чистење на крвта со помош на UV зраци. Тоа е нешто ново, каде што се интравенозно се става светлина од UV зрачење која што ги убива сите патогени бактерии. Во последно време се повеќе истражувања покажува дека UV зрачењето всушност нас на некој начин ни го подига имунитетот и ни ги уништува оние патогени бактерии кои што вируси кои што нас не ни се потребни во организмот и така да има многу благодети. Постапувањата настанаа годините нели од оние дупки озонски и дека директно влие, да кажам, негативно сонцето врз кожата, општо врз општото. Да, сите знаеме, на пример, и топлината е многу здрава, меѓутоа ние ако се изложиме на многу голема топлина имаме проблем. Се што е во поголеми количини и кога е здраво не е добро за нашата кожа, затоа треба паметно да се искористи сонцето. Тоа веќе сите го знаат дека треба да се оди на сонце до 10 часот, поготово почнувајќи од втората половина на јуни, кога сонцето има таа позиција и некаде до крајот на август веќе почнува сонцето да менува својата позиција, UV зрачењето е многу помало и е тогаш корисно за нас. Она што е нормално во природата да има толкова UV зрачење, тоа е така затоа што ако не постои тоа UV зрачење, ние ќе немаме на пример зрели жита, ќе не можеме да одгледаме лубеници, дини и слични, тоа ќе биде благодат само на оние тропски предели кај што постојат. Меѓутоа природата така направила за да ние ние живееме на такво место кај што имаме одлична поставеност, кај што го имаме сонцето во сите позиции и кај што летниот период можеме да абсорбираме многу корисна енергија од сонцето, затоа што сонцето е тоа кој што ни ја дава енергија. Значи се почнувајќи и од оваа кожава кај што седиме, дрвото и се останато се е настанато од енергијата на сонцето, трансформирана онака како што нели создала природата. Така да ти ни откриеш ли кои 5 масла? Сега кога сме кај маслата, сакам да кажам дека станува збор за 5 масла кои што јас веќе со години правам комбинации, меѓутоа оваа комбинација користам веќе 7 години и се покажа одлична затоа што содржи
5 масла, ќе кажам кои. Содржи масло од лешник. Лешникот е богат со витамин B6 и со токоферол, витаминот Т, кој што е најзначен за кожата и е најдобар антиоксиданс. Содржи и одредени масни киселини кои што и даваат многу добра хидратација на кожата. Значи, при самото сончење нашата кожа дехидрира. Битно е да се внесат есенцијални масти кои што нема да го дозволат тоа, туку напротив ќе ја зголемат еластичноста на кожата, заедно со витаминот B6. Тука е маслото од сусам, кое што содржи исто така витамин Е и витамин B1, кој што ги штити и сезамол, една состојка која што ја штити многу силен антиоксидант, која што ја штити кожата од исушување и дава исто така еластичност. Потоа тука е маслото од млади оревчиња, кое што содржи јод. Јодот исто така на некој начин представува многу добар антиоксидант и чистач на самите пори и дозволува сонцето да навлезе, меѓутоа да не ја оштети кожата. И најбитните масла две кои што сакам да ги кажам, тука е маслото од арган, во Мароко го викаат чисто злато, масло кое што содржи највеќе каротени. Каротените тука може да се најде на овие простори? Па може да се најде, меѓутоа колку е тоа квалитетно и како е добиено е знак на прашање, затоа што поквалитетните масла од арган се извезуваат во некои други земји. Според моите истражувања, ова масло од арган го правам сам, арганот го набавувам од Мароко, имам моја машина за правење на ладно цедени масла. Каротенот, го споменав, каротенот е многу битен за кожата и витаминот А исто така, кој што служи, витаминот А е витамин кој што ја обновува кожата. Маслото од арган ги содржи овие витамини и освен тоа содржи и многу други есенцијални масти кои се многу витални и не дозволуваат да настане оксидација на самата клетка, освен тоа ја подмладуваат клетката и затоа е масло број 1 за негување на кожа и коса. Ајде малку да поедноставиме. Еве сега гледачите не гледаат, не можеме да ги најдеме сите, можеби ќе дојдеме до вас да ги земеме, меѓутоа еве сме негде. Кое масло го препорачувате за оние што се на одмор, ќе одат на одмор? Едно до две. Да, и сега да го додадам најбитното масло кое што го прави факторот во тука некаде околу 20-25 до 30, зависи од количеството кое што ќе го ставиме и од квалитетот на маслото, тоа е маслото од семки од малина. Тоа е масло во природа кое што достигнува и фактор до 50, СП фактор кој што ја заштитува кожата, и тука и маслото од семки од див морков, меѓутоа јас тоа не го користам затоа што постигнувам со маслото од малина добар ефект, а маслото од семки од див морков има малку непријатен мирис, така да оваа комбинација со овие 5 масла е идеална за според мене и веќе долги години користејќи ја од бебиња до возрастни луѓе. Буквално за сите возрасти не е лимитирано, корисно е. Јас однаш што ве прашав претходно, кое да го користат, еве на вистина сакаат да... Па исто така може да направите едноставно масло за сончење. Значи можат само масло од, да речеме, од сусам и лешник да се помешат, тие исто може да се најдат и да се додаде цеден сок од морков, кој што содржи исто каротени, убаво да се измеша тоа и да се нанесува на кожа најмалку 30 минути пред сончење, за да може каротините да се абсорбираат во самата клетка, за да не се створат флеки. Ако ние го нанесеме директно на нашата кожа и се изложиме на сонце, настанува брза дехидрација, затоа што не е тоа веќе во нашата клетка, него е на самата површина на кожата. Знаеме, кожата има повеќе слоеви, значи целата кожа треба да го впие, за да го има тој ефект. Тоа го пишува и на сите индустријски масла, нели, нанесување 30 минути пред. Па тоа претпоставувам дека и оние млека за сончење ми сигурно не треба веднаш пред сончење да се користат. Никако, значи треба да се впие. Кожата е еден комплексен, кожата е нашиот најголем орган и еден комплексен орган, значи од повеќе слоеви тука се одвиваат многу процеси во кожата, така да ние ако ја дадеме на кожата сето она што ја потребно, таа ќе ни возврати со... Може ли да се конзумираат овие масла?
Ова исто може, значи со ова можете слободно салата да си направите, меѓутоа салатата ќе ви биде многу скапа. Така да, јас обично велам тоа што не се јаде, не се ставя на кожа, затоа што преку кожата се впива во организмот, така нели се пробува и дали сте алергични на нешто со нанесување на кожа, еве тоа ако некој не го знае може да проба одредена состојка да ја нанесе на кожа, обично овде над лактицата, да се стави и да види дали е алергичен на тоа, затоа што преку кожата се оди во крвта. И потоа нели се обработува црниот дроб и останатите органи и се транспортира во крвта. Така, одлично. Многу рецепти знаете и вие сте лесно достапен барем на Facebook. Ги пишувате овие рецепти? Да, секако. Секаков аспект, шетате многу по светот? Да, целта ми е луѓето да на некој начин да им помогнам од оно искуство што го имам веќе 23 години, затоа што јас имав огромен проблем со црниот дроб кој што успеав на природен начин да го решам, затоа што така всушност и почнав. Така почнав, да. Така почнав и тоа стана дел од моето секојдневие. Почнав се повеќе да истражувам и колку повеќе истражував, гледав дека се помалце знам и сакав се повеќе да научам. И така доаѓав до многу сознанија, како што рековте, често патувам и во секоја земја кај што ќе отидам, барам некои природни рецепти и обично барам некои постари луѓе кои што ги знаат тие рецепти, кои несебично ми ги споделуваат. Јас ги модифицирам, правам нешто ново, прилагодувам и... Как ќе патувате сега бргу? Па, не знам. Наскоро ќе одите негде? Не знам точно. Планирате, еве, не мора да е конечно. Па секако сакам да ги искористам сега во овој период од септември, сите овие убавини на Медитеранот, неколку острови можеби, а во зимскиот период можеби нека друга дестинација кај што сонцето ќе биде. Одите сегде каде што е сонцето прв предуслов за вашето присуство? Па не баш, повеќе авантуристички сакам да истражувам, да обично кога одам не одам хедонистички да уживам, него сакам да научам целата култура на тоа место, на таа земја и сето она што се случува таму, начинот на живот и нивните навики и сето она што тие можат, што го нудат како земја, сите убавини. Ги сакам природните убавини, тоа е според мене најубавото нешто. Так, взаимно, навистина, кога се дружиме взаимно со нив, даваат здравје едноставно, тоа е одговорот. Бубе, ви благодарам што бевте гости, нема да застанеме со ова гостување, сите оние истражувања што ги правите, мислам дека се корисни за нас, а рецептите најлесно е рецептите може да ги најдат, значи како што реков, не се комерцијални, секој може да ги најде да си ги направи сам, постојат повеќе рецепти. На мојот албум се вика My Nature, можат на Facebook да ме најдат како Љупче Бубе Трајчев и да го отворат албумот, доколку имат прашања, доколку им е потребна помош, слободно може да ме контактираат со порака. Јас колку можам навремено ќе им одговорам и ќе помогнам во намерата за здрав живот и на користење на здрави продукти, сето она што ни го дала природата или Бог кој како љуби. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.